Економијата и подобрувањето на животниот стандард на граѓаните ќе биде главна цел на ВМРО-ДПМН по доаѓањето на власт по 8 мај, порача лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Една од главните мисии ќе биде заживување на сите региони во државата, зашто од централната во 4 години ќе бидат алоцирани милиарда евра кај локалната власт со цел да се спречи селувањето од државата. Во општество во кое што основните работи се испуштени, морате најпрво базата да ја поставите, тоа се основните работи, па дури потоа да зборуваме за големи сни и да сонуваме и да работиме за тоа. Затоа ценам дека овој проект кој што годишно ќе зафати некаде околу 250 милиони евра или во еден 4-годишен мандат од владата на ВМРО-ДПМН е околу 1 милиарда евра, ќе значи додадена вредност во квалитетот на животот на нашите сограѓани. Главната цел кога се во прашање инвестициите на ВМРО-ДПМН ќе биде воведувањето на рамен и низок данок со што би се мотивирали домашните и странски бизниси да инвестираат во Македонија, нешто на што актуелната власт целосно не водела грижа низ годините. ВМРО-ДПМН е во иднина, како една влада има намера да ја продолжи политиката на ниски давачки, односно рамен данок, кој што е, би рекол, карактерна особина и еден препознатлив реформски потек кој што ВМРО-ДПМН го почна во минатото, но го продолжи и во годините кои што следеа, имајќи предвид дека владата на СДСМ во одреден период осцилираше со политиките, поведуваше прогресивен данок и така натаму, создаваше една непријатна, трајна атмосфера во бизнисот. На трибината на Словена, нов концепт за економски развој покрај Мицкоски говореа и дополнителната заменичка во финансии Елена Петрова, Гордана Димитриевска-Кочовска и Трајко Славевски. Заеднички испратија порака дека македонската економија го допрела своето дно и дека ќе биде потребно многу работа, зашто од ВМРО-ДПМН биле подготвени за подобар живот на граѓаните.